Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово имаме нова тема, зборуваме за проширените вени, препознавање на симптомите, третманот, дијагнозата, но и спречување на компликациите кои што може да бидат навистина сериозни, односно повеќе ги оставиме фокусот на третман на рани кај пациенти со проширени вени. Се надевам дека ова денешна емисија и овој денешен разговор ќе поттикне многумина од вас кои што го имате проблемот со проширените вени, навреме да препознаете одредена промена, да не го игнорирате проблемот и навреме да побарате лекарска помош. На оваа тема утрово разговараме со доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница во Штип. Добро утро, доктор Сашко, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, благодарам на поканата, секогаш е преубаво да бидам ваш гостин. Така, драго ми е. За проширените вени секогаш треба да се зборува и многу почесто веројатно треба да се зборува, бидејќи многумина ги сметаат само како естетски проблем. Се додека не боли, не е сериозно, многумина така го сваќаат сето тоа. Па нашата популација е навикната дека ако од нешто не се умира, тогаш може да почекам, меѓутоа и токму овој период и темава што ја започнавме зимно време, есен-зима, зборуваме за вените, бидејќи во овој период пациентите им се намалуваат симптомите, како што заладо во времето, така се намалуваат симптомите, меѓутоа тоа не значи дека болеста не постои, дека проблемот не е овде. Така да кога ќе дојде пролет, касна пролет и лето, веќе започнуваат многу поинтензивни симптоми од отоци по нозете, рани да се отвараат и веќе тогаш е и премногу касно, да речеме, за било што да се прави кај овие пациенти, односно не е доцна никогаш да се третираат вените, бидејќи тие вени продолжуваат да прават само сериозни компликации и проблеми кај овие пациенти. Така, како патологија честа ли е во пракса од она што го гледате секојдневно, посебно третманот на компликациите за жал? Вака сега, значи, во светската статистика некаде околу 30 до 35% од популацијата, мажи и жени, боледуваат од проширени вени. Во нашава држава некаде над 45% и тоа ќе кажам дека поголем процент од овие пациенти се во, да речеме, C5, C6, односно доцна фаза на состојба на проширени вени, бидејќи не често пациентите сами си ги чуваат, па не им сметаат, па може да се носат со симптомите кои што ги даваат тие проширени вени, грчеви во спиење, па некојши често тоа го поврзуваат со кичмата, го поврзуваат со ортопедија, па нели ќе се прошириле вените по нозите, ќе се гледаат како една естетика, па нема да носи кратки панталони или ќе носи долги панталони, нема да се гледаат, се додека не дојдеме до една фаза каде што ќе почнат чести тромбози, каде што ќе почнат чести флебити или воспалување на кожата од вените, ќе дојде кај пациенти имаме буквално прскање на вената и тоа е едно многу страшен момент за пациентите, бидејќи тоа шприца по пола метра дистанца може да направи вена пукната, крв да истече во секундата и на крајот доваѓам во тие фамозни рани, за жал, кај нас ги има многу пациенти со рани, тоа е една од главната и причина зашто кога дискутиравме на која тема да зборуваме, ви кажав дека раните треба уште на почетокот кога ќе се јават кај овие пациенти да се направи дистинкција дали овие рани се предизвикани од вените, дали овие рани се предизвикани од артериите или едноставно е повреда на кожата па инфицирана рана. Така да пациентите дури овие рани пробуваат да ги затворат, односно и колегите да ги третираат со цел да се затворат раните, меѓутоа ние џабе ќе ја затвориме раната што излегла на почетокот, кога не сме го отстраниле проблемот кој што ја предизвикува раната. И тоа е главната ситуација која што и главната состојба за која што ние лекарите треба да се бориме, да ја поставиме дијагнозата дали таа рана е предизвикана од проширени површни вени или пак таа рана има некоја друга причина за појава на истата на екстремитетот на овие пациенти. Така, и што е многу важно и да се истретира, но и да се реши првичниот проблем кој што се појави. Видите, ние раната секако мораме да третираме со стерилни преврски. Меѓутоа, ако не отстраниме причината за таа рана, ние ќе затвориме една рана, ќе се појави на 2-3 сантиметри од незе друга рана, ќе затвориме таа, пак ќе се појави трета рана. И на крајот, кога ќе дојде некое топло време, кога ќе вените набрекнат, сите овие три рани ќе отворат најнаш, ќе направи еден дефект на кожата и буквално ќе фали парче кожа на овие пациенти. За жал, кај нас во Штип доаѓаат често пациенти кои што се со 5, 10, 15, сега имавме еден пациент 25
години со еден дефект на целата подколеница, циркуларен дефект околу над зглобот до подколеното, кој што го третирал 25 години. Замислете да живеете вие со една рана, да ја преврзувате и сепак пак ја кажам, човекот во домашни услови стерилно си одржувал раната без да направи некоја значајна инфекција, меѓутоа причината за таа раната биле огромните проширени вени. Кај него беа, ако по нашите стандарди, дека вените, површните вени на ногата, таа така наречена сафена магна вена, треба да биде меѓу 3-5 мм, то 5 мм ке повисоки луѓе, кај него беше 25 мм. Значи зборуваме за 5-6 пати поголема вена од дозволеното, и тоа во легната хоризонтална позиција. Кога ќе го вертикализираме пациентот, тие вени одат и до 30-35 мм, и може да замислите таа вена кога ќе ја притисне кожата од внатрешната страна, ја мацерира, буквално ја компремира и не дозволува истата да се храни со артериската циркулација која што на циркуларно, капиларно ниво стигнува во кожата. И ние и вените на овој начин прават еден, ние го викаме инверзен декубит, не од надворешната страна, него декубит компресија од внатрешната страна на кожата, и целата таа зона каде што притискаат вените е зона на инфламација, зона на некроза, гангрена, и на крајот се отвара раната, која што е фактички еден финален процес каде што треба да избие таа гнојава содржина која што во целата таа зона која што ја притиска вената прави отворена рана која што викаме народно кажано живи рани траат, вика со години, вика па ќе ги затвориме па пак ќе се отворат. Така да главен акцент кај раните треба да направиме дистинција дали овие рани се предизвикани од вените, дали овие рани се предизвикани од артериите, и дали овие рани се предизвикани некоја трета причина која што треба да ја најдеме причината за да почнеме третман на раните. Така, но и да ни се остава време да поминува. Колегите перфектна работа вршат во сите институции во државата за стерилни преврски и одржување, дури имам позитивен ефект од самите колеги, ние си помагаме едни со други за како да ги помогнеме на пациентите. Така да, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Следете на повелете и јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница во Штип, зборуваме за проширените вени, третманот на раните кај пациенти со проширени вени. Доктор Сашко, мораме накратко да почнеме, нели, што се проширени вени, што ги предизвикува, ризик фактори кои што влијаат и класификацијата нивна. За да дојдеме до моментот на третман. За да ние колегите ни биде едноставно работењето со вените, значи Светското здружение на ангиологија и венологија во светот има направено чип класификација според која што ги делиме на симптоматската, односно клиничката класификација, каде што се поделени на пациенти со површни вени кои што немаат симптоми, пациенти со телеангиектазии, гледате тука на сликава се гледа, оние површни капилари распукани, па варикозни вени, гледате вака како изгледаат проширени како ортоми околу ногата, едем, односно отоци на нозите, пигментација со липодермосклероза и отворени рани, односно рани кои што зараснуваат и рани кои што не зараснуваат. Тоа е една класификација која што ние сите се придржуваме. За жал, во нашата држава пациентите доаѓаат од C4A до C6, што веќе е, да не речем, доцен стадиум. Според етиологијата, тие може да бидат вродени. Генерално, нашава популација, па и балкансково поднебје е конгенитално за проширени вени, може да бидат примарни проширени вени како резултат на слаби ѕидови на венските крвните садови, или пак секундарни кај пациенти кои што веќе направиле некаква тромбоза ради повреда, ради генетика. Морам да кажам дека имаме многу голем процент на пациенти кои што имаат генетски тромбофили, односно МТХ-ФР, МТРР синдром, трансфузиолозите, клинички трансфузии многу добро ги разбираат тие работи, така да имавме една пациентка кај која што направивме третман на површните вени, жената си имаше тромбофилија и во прекин со терапијата за антикоагулант повторно направи тромбоза. Така да тие пациенти, за жал, со генетска тромбофилија мора до крајот на живот да ја земат таа
антикоагулантна терапија и потоа ги делиме вените според класификација на анатомска класификација. Дали станува збор за површни вени, вена сафена магна, дали станува збор за гранки од вена сафена магна или пак на длабоките вени или длабока венска инсуфициенција која што ја делиме и на крајот зборуваме значи патофизиолошката причина, дали причината за проширените вени е рефлуксот, односно нефункционалноста на клапите на венскиот систем, ради обструкција, дали тоа ќе биде дебелината, дали тоа ќе биде компресијата на артеријата врз венскиот систем, дали тоа ќе биде тромбоза во длабоките или во површните вени и на крајот комбинација од обструкција и рефлукција кои што за жал ги даваат сите овие фази на површни вени кои што ги гледаме моментално на екраните. Кај мажите е повеќе застапен, почест проблемот или некогаш генерално... веќе како што сме ја правеле поделбата на времето, па и дури знаеа да кажат наследниот фактор повеќе по машка линија се пренесува. Ама сите тие работи може би се генетското менуваат. пренесување е преку машкиот родител, односно преку таткото. Да. Меѓутоа, за жал, жените повеќе страдат, поготово после бременоста. Бидејќи самата бременост прави компресија на илијачниот венски систем, кој што предизвикува проширување на површните вени. И вие ќе слушнете дел од пациентите, после првата бременост ми излезе мала вена, меѓутоа после втората бременост веќе вените набрекна и тие останаа така. И ќе приметите дека многу често трудниците во текот на нивната бременост, за да не дојдат до длабока венска тромбоза ради проширени вени или површна, цела бременост се на клексани, односно тие фраксипарини што ги кажуваме антикоагулантна терапија, кои што ја земаат со цел да не предизвикаат тромбоза во текот на бременост и не да Боже да искомплицираат својата бременост, така да процентот на мажи и жени е горе-доле свртен према жените, бидејќи знаеме секоја жена барем еднаш во животот или до два пати влегува во тај циклус на трудност, каде што нели бременост од 9 месеци. И за жал сите тие завршуваат со одреден степен на венска инсуфициенција кој што ги следи понатаму до крајот на животот и им ја влошува состојбата во која што се наоѓа. Така. Имаме веќе и двајца гледачи на линија, очекуваат да ги постават своите прашања. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, во програма сме. Во програма сте, да. Сакам да го поздравам почитуваниот доктор, што кога го слушам едноставно му се восхитувам. Како може на толку едноставен начин да може човек и не медицинско лице да го разбере. Докторе, сега имам едно прашање до вас. При случаен преглед на ехо на абдомес, најдено ми се плаки на абдоминалната аорта и ми дадоа да пијам росвера. Дали покрај овие плаки што се на абдоминалната аорта може да постојат плаки на срцевите крвни садови на каротидата? Сакам да ми кажете дали треба да извршам преглед и можно ли е, пошто знам по прскање на абдоминалната артерија може и фатално да заврши, дали може да дојде кај мене до некој таков случај? Ќе ве молам, многу сум исплашена и само да прашам, дали имате вие болки, симптоми во нозете при пешачење, на пример? При пешачење не. Само едноставно болки имам во прстите на нозете, поготово навечер. Навечер, поготово навечер. Инаку имам 70 години, не сум диабетичар, немам некои пропратни проблеми, така слаба хипертензија, си пијам терапија за иросфера, телфорт си пијам 80/5 и хидро. Докторе, благодарам. Така, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Убаво ни објасни, така добро е кога ова е веќе една добра дијагностика од страна на докторот кој што го гледа, значи битно е да се објаснат овие класифицирачки плаки кои што ги имаме и на аортата, бидејќи тие се еден симптом или знак, ехокардиографски доплерски знак дека атеросклерозата е во некоја фаза, да речеме, дали е напредната или не напредната, сепак зависи од симптомите кои што ги има. Затоа ја прашав пациентката дали ја болат нозете при пешачење, не, значи многу често имаме плаки, меѓутоа прашањето дали тие плаки се од надвршната страна на артерискиот зид и од внатрешната страна. Многу често викаме дека е негативно ремоделирање кога класифицирачкиот плак се наоѓа од надвор. И тогаш ние знаеме дека тој крвен сад е во атеросклероза напредната и треба статин да се зема како што и дале на самата пациентка, меѓутоа треба да се направи доплер на каротидите
ехо на срцето, пошто она е 70 на години, иден коронарен стрес тест, со што веќе ќе имаме една заокружена слика и комплетна представа за дали овие калцифицирачки плаки што ги најдовме на стомашната аорта можат да прават некаков проблем. Бидејќи треба едноставно да се знае, не се лекуваат артерии и не се третираат плаки, него се третира пациент како една целина. Дали еден пациент има истеснување на одредени крвни садови, а не прави тоа манифестација, дали на стрес тест, дали болки, дали вртоглавици, дали мозочни удари. Ако ги нема овие симптоми, тоа е само знак дека треба тој пациент да го третираме со лекови, медикаментозно и да го следиме на 4 до 6 месеци, доаѓа на ехо, на стрес тест, и тоа е една основна причина зошто ние лекарите со нови современите апарати можеме многу полесно да допреме до диагностиката на овие пациенти. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Добро Повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Се јавува гледачка од Кочани. Јас сум негова пациентка, на доктор Сташов. Многу го поздравам и голема благодарност до него. Што сакам да кажам дека нема да се роде више таков доктор не во Балкан, него на светот. Добар, знање, учитив, насмејани со пациенти секогаш и без коментар, без зборови. Јас имам нешто проблема, на сега во јануар сум на контрола, ќе му кажам лично на него. Само сакам многу да го поздравам и го поштувам и го сакам како тој син. Ви благодариме за јавувањето, убавите зборови. Јас верувам дека проблемот сте го решиле, ама сега веќе ги применувате препораките, така? Оти е многу важна таа взаемна комуникација меѓу пациентот и лекарот. Сите колеги, не само во Штип, него и во цела држава се, морам да кажам, нивото на медицинското професионално знаење, односот према пациентите е секаде исти. Значи сите ние колеги, значи учиме Хипократова заклетва, полагаме, учиме испит како да се однесуваме со пациентите, така да тоа е пристапот на горе-доле 99% од колегите, нели, пак ќе кажеме, ние сме сепак луѓе, можеме да бидеме нервозни, тажни, срекни, меѓутоа кога ќе разговарате со пациенти, односот е тој, меѓутоа кај сите колеги. Така, и кога ќе му се посвети внимание и време, иако времето секогаш е нели кратко, многу пациенти чекаат, ама добро, секогаш да се извлече она најдоброто и да се најде соодветната терапија. Имаме уште двајца гледачи на линија, да ги слушнеме нивните прашања. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Битола. Мојот сопруг има 72 години. Пред 10 месеци му ја оперира левата нога, имаше 2 венски чворови, како на петтата слика што беше. Го оперира доктор Мишел. Да, продолжете сега. Сега нозете му потекуваат. Сега нозете му потекуваат. Дали е тоа последица на нешто од вените? Сега нозете му потекуваат. Да, вака сега. Значи, доктор Мишел е васкуларен хирург, одличен васкуларен хирург и он работи перфектно. Еден од третманите за површните вени, меѓутоа пациентите мора да знаат дека од кога ќе настане површна венска инсуфициенција. Значи тоа предизвикува оптоварување на целиот венски систем. Ние кога зборуваме за венски систем, имаме површен венски систем кој што е оне што го гледаме ние надвор под кожата и длабок венски систем каде што оваа површна венска циркулација се влива во длабокиот венски систем. Кога ќе еден екстремитет влезе во C4, C5, C6 стадиум на венска инсуфициенција, верувајте дека тој го оптоварува и го нарушува длабокиот венски систем. И ние кога ќе го истретираме површниот венски систем, да, го намалуваме ризикот за рани, го намалуваме ризикот за болки, ризикот за грчеви, чувството на пецкање, чешкање, болки во нозете, меѓутоа не можеме да го намалиме ризикот од отоци на нозите, бидејќи длабокиот венски систем останува да речеме инсуфициентен, односно нефункционален, а за длабокиот венски систем за сега, освен само за него зборуваме, за длабок венски систем, носење еластични чорапи и друг третман не постои. Така да, колегата Мишелон веќе го решил проблемот со овие површни перфораторни вени, предпоставувам што биле чворови на ногата, меѓутоа длабокиот венски систем, за жал, останува каков што е,
тука би требало да се смени терапијата, да се носат еластични чорапи и треба да се направи повторно доплер, да се проверат останатите венски системи, бидејќи кај вените имаме една состојба, затоа никој не сака да ги работи вените, бидејќи тие многу се репетитивни, се повраќаат. Што значи? Вие ќе отстраните 2-3 проширени вени хируршки, меѓутоа останатите венски системи се поврзуваат. И тоа за многу кратко време. За разлика од артериите, кај што им треба подолг временски период да направат анастомози, кај површните вени тие се поврзуваат во месеци, зборуваме. И ќе си го направи бајпас на претходниот проблем кој што бил отстранет и повторно пациентот ги има истите симптоми, меѓутоа не со тој интензитет. Така да овие пациенти треба да доаѓаат, значи, на чести контроли за доплер, да се убаво направи евалуација на целиот површен венски систем. Преска анатомски објаснив, во површен венски систем имаме суперфицијална вена, па по два се перфораторни гранки кои што излегуваат од суперфицијалната вена, кои што комуницираат помеѓу себе, комуницираат на различни нивоа на површната вена и на крајот од денот ја поврзуваат површната вена со длабоката вена. Тоа се 3-4 состојби кои што работиме доплер, мораме тоа да го убаво изанализираме за да знаеме што, како и колку треба да третираме кај ваквите пациенти. Така да пациентката ќе треба да направи нов доплер, односно пациентот треба да направи нов доплер, да се види дали сега веќе имаме направена некаква комуникација помеѓу површните гранки и да се отстрани тој проблем. Така, кога зборуваме за третманот на проширените вени, што во денешно време се применува како третман и зошто е важно навреме сето тоа да биде направено, а потоа ќе преминеме и на компликации? Па вака сега, значи, третманот што е веќе познат во светот, тоа е хируршкиот третман и така наречениот стрипинг, венски стрипинг на површните вени. Тоа го работат васкуларните хирурзи во држава и тоа перфектно го работат, бидејќи е една од постарите методи за третман на површните вени. Така да сега не само што ги вадат површните вени, него работат на третман и на гранките од површните вени, меѓутоа тоа е една метода која што за жал има ограничена, ќе кажам, долгорочна реакција од третманот. За година дена, 6 месеци, година, 2 години, вените прават еден паралелен венски систем од анастомози, поврзување меѓу себе и повторно ја враќаат и тука веќе хирургијата е ограничена. Другиот третман кој што се работи, мислам дека пред 10-15 години во Охрид доктор Бакрачевски го има започнато, тоа е радиофреквентната аблација, која што е перфектна метода за третман на проширени вени, меѓутоа тука пак имаме ограничување во однос на ширината на вените. Ако имаме, како што зборав пред малце, 30-20 мм вена, радиофреквентната аблација тука е, да речеме, немокна да го реши комплетно проблемот, бидејќи таа пак треба самиот катетер на ласерот да има контакт со вената за да убаво ја изгори вената и тоа е метода која што е ограничена само во надколеничниот дел, не и во подколеничниот дел и не може да ги третира овие перфораторни гранки и метода која што пред 3-4 години ја започнавме во Штип и ја модифициравме и ја направивме да биде идеална, да се повторува онолку пати колку што има потреба кај пациентите, односно, како што кажавме дека овие вени се репетитивни, се повторуваат, ќе затворите една, па ќе се развие трета гранка. Методата која што ја работиме во Штип е комбинација од склерозација и фиброзација на вените, со што ние комплетно ги решаваме и површната вена и самите гранки на вените кои што излегуваат од површната вена и ги следиме пациентите за 7 дена, па за 2 недели, па за месец дена и ако се е завршено како што треба, тој пациент веќе нема потреба да доаѓа на контроли, бидејќи нема да има ни симптоми. Меѓутоа доколку видиме дека некоја гранка останала, почнала да се шири, ја третираме и таа во втор, трет, четвртак, колку пати треба да се третираат тие вени за комплетно да се реши проблемот со овие вени. И повторно ќе кажам, значи ние ги отстрануваме површните вени, меѓутоа длабокиот венски систем останува како активен. И она што се до сега третираше еластични чорапи, додека не се реши површниот венски систем. Ние не треба да работиме на носи еластични чорапи, бидејќи во тој случај ние ги компримираме овие површни вени. Едноставно кога го работиме доплерот на вените, со самата сонда што ја допираме кожата, вената пропаѓа и се колабира. Замислете кога ќе ставите еластичен чорап, вие затварате вената, меѓутоа таа вена кога ќе го извадите чорапот нагло проширува. И тоа е ризик да направите флебит,
тромбофлебит и да направи компликација. Затоа е важно кога и зошто така да се првен носат. мораме да го истретираме површен венски систем од било кој од овие методи, дали тоа ќе биде хирургија, дали тоа ќе биде радиофреквентна ултразвучна аблација, дали тоа ќе биде мока третманот, дали ќе биде третманот кој што го работевме во Штип, со фиброзација и склерозација. Еве сега не знам дали ќе врати. Така, само да видео. погледнеме уште еден блок реклами, па ќе го пуштиме и видеото за да подобјасниме и дополнително. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот веднаш и повториот блок реклами. Времето многу брзо минува, 10 минути до самиот крај, ама мислам дека ќе биде доволно барем суштината да ја кажеме. Еве сега во позадина ќе си оди ова видео кое што пред малку го најавивме. Зборувавме нели за третманот на проширените вени, во зависност од состојбата, ситуацијата се применуваат најразлични модалитети. Така, значи генерално кажавме, значи хирургија, радиофреквентна, ултразвучна, мока и оваа метода која што е комбинација од две техники. Ова е видео кое што го правевме специјално за VVT, тоа е една израелска компанија која што произведува еден тип на катетер, склеросев, кој што е многу битен за фиброзација на вените и без тој катетер не е правилно да се склерозираат вените. И благодарејќи на таа израелска компанија, уствари со модификација на тој катетер, специјално за нашите стандарди во Македонија, ова видео одеше во нивниот портал, еве тие знам дека пред некој време има во Yahoo Financial, каде што буквално Македонија со, еве, како ние, како институција во Штип, бевме спомнати во тоа, да речеме, нивно портфолио во Financial Yahoo, кој што за мене како доктор не значи ништо, меѓутоа кога го на мои колеги економисти, пријатели кажав и по тоа е големо списание. Значи ова е таа амбулантски третман, каде што буквално пациентот, ова е само едно стерилно прекривање, бидејќи се мора да биде стерилно припремено за пациентот, со буквално боцкање како земање крв. Амбулантска интервенција трае 10 на 15 минути, ние влегуваме во вените, ги третираме вените, пациентот станува веднаш истиот момент и си оди дома за 30-40 минути. Проблемот е што кај нашиве пациенти, кога доаѓаат кај нас во амбуланта за преглед, доаѓаат во многу доцен стадиум. И кога ќе дојде пациент во доцен стадиум, веќе имаме така наречена липодермосклероза, депигментација на самата кожа. Гледате каква е ногата темна, плюс овде имаме и бетадин. Меѓутоа гледате кукави се огромни вените на овие пациент. Така да, овие се вени кои што вие требало бидат третирани пред 10 години. Пред 10? Да, а ние чекаме, бидејќи нели пациентите, за пациентите немање симптоми, тежина во нозите не е симптом. Да. Грчеви во време на спиње не е симптом. Болки при стоење, па боли, нема да стојам. Боцки, вриење на нозите, и тоа се симптоми кои што ги занемаруваат. Се додека тие се во исто време симптоми кои треба да ве натераат на почеток да дојдете и да го решите проблемот пред да почнат да се појавуваат промена на бојата на кожата, депигментација или пигментација на самата кожа, липодермосклерозите и на крајот да почнат рани кои што се поделени во две групи, рани кои што зараснуваат и рани кои што не зараснуваат. Пред малце ние зборувавме што прават вените, ја притискаат кожата од внатрешната страна и не дозволуваат истата да се храни. И тоа ви е како да имате едно вода, односно езерце во кое што ниту влегува, ниту излегува вода. Тоа за кратко време ќе стане мочуриште. Да. И целиот жива флора внатре ќе почне да изумира. Исто се случува и со кожата. И затоа таа боја на кожата е како резултат на губењето, на крвоснабдувањето и прочистувањето од таа така наречена венска или редуцирана крв. И нашите пациенти ќе дојдат веќе со потемната боја на кожата на нозете, рани кои што отварале, затварале, па на крајот се прошириле. И на крајот ќе кажеме, кога имаше една слика кај пациентка кој што веќе имаше од дефект, фалеа парчиња кожа во целата подколеница и тој така живеел 25 години. Како се живее така, доктор Сашко? Па они се навикнале, колегите има објасниле како да си ги третираат раните во домашни услови, стерилно, и они живеат со тоа цел живот, за жал. И не е само тој пациент, имаме веќе во Штип еден комплетен циклус, значи правиме доплер, каде што ја диагностицираме причината за раните, правиме стерилни преврски на раните, тоа е многу битен, односно земаме првен брис од раните, за да знаеме дали таа рана е инфицирана, и ако е инфицирана на кој антибиотик
најдобро одговара да ја ставиме според антибиограм на антибиотикот, па правиме 2 недели стерилни преврски на раните 2 до 3 пати неделно и потоа започнуваме третман со ласерна стимулација на кожата, магнетно стимулирачка на кожата и на ткивото околу кожата, на мускулите на поткожното ткиво и за на крај доколку има потреба да направиме и вакуум третман, односно вакуум преврски. Бевме сега пред 2 недели во Виена каде што добивме сертификат целиот тим за вакуум третман и вакуум преврски на вакви дефекти на кожата, да речеме рани, кои што, верувајте, направивме во последните година дена преку 20 пациенти кои што со долги години рани, веќе сме во една завршна фаза, веќе имаме формирање на нова кожа, затварање на раните и овие самите пациенти се презадоволни од состојбата во која што се денеска, неголи пред 3-4-5 месеци во која што биле предходни. Или како би биле доколку не направиле нешто, нели? Тоа покажува дека во доцнежна фаза веќе значи, овој пациент конкретно, оваа рана презистирала повеќе од 2 години после операција, му била ампутирано прстова, не зараснувала раната, оваа рана е ради проширените вени. И тие вени не дозволуваат да чистата крв често циркулира и ја затвори раната, така да после затварањето на раната ние за кратко време односно после затварањето на површните вени за месец и пол комплетно зацели раната. И беше пациентот скоро во Штип пред 2-3 недели, комплетно зарасната рана, лесна нога, нема грчеви, нема болки, ги нема оние сите симптоми. Е сега, бидејќи овие пациенти доаѓаат во подоцна фаза, отоците перезистираат. Ги нема истите отоци како што биле, меѓутоа 30-40% од отоците повторно остануваат кога овие пациенти, бидејќи длабокиот венски систем е оној кој што ние не смееме, ниту можеме да го третираме и за нив се препорачливи само еластични компресивни чорапи кои што ќе дадат соодветен третман на овие проширувања. Меѓутоа раната кај пациентите мора да се направи доплер, убаво да се види што е причината раната, да се измери ширината на вената, да се третира вената, да се земе брис од раната, да се започнат стерилни преврски со цел комплетно доколку инфицирана раната, доколку раната е воспалена да се смири, па потоа започнуваме со ласерна магнетна терапија и на крај, доколку тоа е длабната рана која што има дефект, фалат сантим, 2 сантима дупка во самата нога, продолжуваме со вакуум преврска кој буквално го извлекува ткивото и предизвикува гранулација и затварање на тие рани, и тоа е единствениот начин како треба да се третира. Центарот во Штип кој што работиме со вени, уствари го заоткруживме оваа година со третман и на раните, така да пациентите веќе кои ќе дојдат кај нас правиме диагностика, правиме третман на вените и започнуваме со третман на раните до нивно конечно залечување, односно нивно конечно затварање, така да пациентите да излезат од Штип, да речеме, во една комплетно затворена рана, во комплетно одлична здравствена состојба. И кога сето тоа ќе се постигне, понатаму Понатаму веќе ризикот за појава на раните, значи, е сведен на минимум. Повторно кажуваме, значи, овие пациенти кои што ги ние третираме, овие третмани на раните. Имаме и некои фотографии и слики кои што нели ако може од режијата еве да ни ги пушта. Овие рани кои што ги гледаме, овие рани значи ги третираме некојаш 2-3 недели, некојаш месец дена, некојаш и 2-3 месеца, зависи индивидуално е така од пациентот. Се зависи од тоа колкав е дефектот на раните. И овој пациент на пример беше овој пациент имаше толку големи рани со сецернација. 5 години му течеше лимфа од самите рани. После третманот од вените 3 месеца моравме да ги преврзуваме раните, да ја одржуваме стерилно таа состојба за после 3 месеца, ево ова е 4 месеца фактички овој пациент, комплетно зараснати рани без сецернација. Буквално кој ќе доаѓаше во амбулантата кај нас, буквално течеше лимфа по самата по пациентот, за да сега пациентот веќе ги нема тие проблеми, меѓутоа пак не го презистираат отоците. Така да во овие 3-4 месеци додека го третираме, ние повторно правиме доплер. Бидејќи може да се јави некоја гранка која што се поврзала и се развила. Мораме да третираме и таа гранка за да не дозволиме повторно враќање на состојбата на кај пациентите. Така да обично кај вакви пациенти со ваква состојба на нозете, кај кои што веќе имаме
C5, C6 стадиум на рани, активни рани на нозите, може би треба 3, 4, некојаш и 5, 6 третмани на сите гранки што излекуваат, за да речеме, денеска е веќе завршена приказната дека вените ќе предизвикуваат рани кај овие пациенти. Кај некои пациенти, ако дојдат навремено, со еден третман го решаваме секој за векова, викаме ние, проблемот со вените. Меѓутоа, кај вакви пациенти кои што долго време педестрираат, тие, верувате, некојаш и ние ќе се измачиме целиот тим кој што работиме, да ги фатиме сите тие вени за да влеземе во нив, да ги затвориме, бидејќи една вена да ја оставите активна, таа прави гранки, колатерали, ги враќа симптомите. Не истите симптоми, меѓутоа, знаете, кој еден пациент ќе се извади од таа хронична болка или проблем кој што го имал, сака повторно да биде во таа состојба на здравје. Не ќе да се врати назад, да ги има повторно раните, да му имаат повторно проблемите да започнуваат и они веќе сакаат да живеат, да го живеат животот кој што го живееме ние. Така. На самиот крај, само кратко, една порака од вас до пациенти кои што, односно луѓето кои што имаат проблем со проширените вени, за жал можеби го игнорираат и не се свесни во одреден момент дека тие може да направат сериозни компликации и проблеми. Морам да кажам дека во целава држава, во сите градови имаме колеги кои што работат перфектно доплер на вени, така да мој совет е сите пациенти кои што ги почувствуваат тежина во нозете, односно тежината ја објаснуваат како чевелот да е полн со песок и кога движиме како такво е чувството на тежина во ногата. При стоење да се уват болки како со шајка да го буши некој мускулот. Навечер да се уват грчеви во спиење. Чувство на вриење на ногата кога ќе фатат стапалото да биде ладно. Грчеви во спиење. Чувство на боцки на кожата. Овие се симптоми кои што се веќе првиот аларм кои што здаваат податок дека треба да се направи доплер на површен и на длабок венски систем. И тука треба да се објасни да се измери ширината на вените на сафена магна, ширината на перфораторните вени и ширината на сафена магна, викаме ние задната површна вена, кој што е многу битен фактор во третманот, во целокупниот третман на овие вени. Така да, верувате, колегите во сите центри во држава работат перфектно доплер. Со добар доплер веќе третманот, дали ќе одредиме хирургија, дали ќе одредиме радиофреквентна аблација или ќе одредите третманот кој што го работиме во Штип, на крајот од денот основата во третманот е да се затворат и да се решат сите проширени вени, тие да останат затворени и нефункционални, бидејќи на овој начин ем се нефункционални, ем предизвикуваат проблем кај овие пациенти. Така да. Ви благодарам за гостувањето. Молам, ми беше задоволство да бидам ваш гостин. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.